Добар ден, почитувани. Ова е најновата епизода на магазинот за родителство 0+ месеци. Што е мит, а што вистина, кога станува збор за исхраната на жените што дојат? Дали бозата и чаевите на вистина ја зголемуваат лактацијата? Што е со гравот, зелката или леќата? Предизвикуваат ли гасови и грчеви кај бебето? Смее ли мајката да пие кафе или да испие чаша вино? Како храната на вистина влијае врз мајчиното млеко? И дали е точна изреката, што јаде мајката, тоа јаде и бебето? Ќе ја прашаме Јасна Апостолски Николов, меѓународен консултант за доење. Останете на Телма. Што треба, а што не треба да јадат жените што дојат? Дали на вистина постои листа со забранети препорачени намирници? Ќе ја прашаме денешната гостинка, Јасна Николов Апостолов, сертифициран меѓународен консултант за доење. Јасна, добре ни дојде во студиото на Телма и добар ден. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Денеска ќе разјасниме што е вистина, а што мит кога станува збор за исхраната на жените кои што дојат. Дали на вистина постојат намирници кои што влијаат врз лактацијата, и веќе започнува од тука, бидејќи постои убедување кај нас дека оние жени кои што пијат бозек имаат повеќе млеко. Па вистина ли е тоа? Постојат одредени намирници, билки или, да речеме, некои лекови кои што се наречени под еден назив галактогоги и делуваат, меѓутоа пак ќе кажам индивидуално, на зголемување на продукцијата на млеко. Бозата има јачмени хмел, делумно, да. Бозата има јачмени хмел. Тоа се галактогоги кои што можат да влијаат на продукцијата на млеко. Има и други намирници кои што секако имаат влијание, но пак ќе кажам индивидуално и во зависност од тоа со која количина, во која количина мајката ја внесува. Да речеме, оризот, кафеавиот ориз, јачменот, пивскиот квасец, сето тоа се намирници кои што содржат супстанции наречени сапонини, тоа се глукозоиди кои што делуваат на продукцијата на млеко, односно делуваат на пролактинот кој што всушност е хормон кој е одговорен за продукцијата на млеко. Броколите исто така, иако дел од мајките прашуваа стално, ама нели се забранети зелените зеленчуци? Значи, ограничувања нема во однос на тој дел, ниту пак со студии е докажано дека одредени намирници можат да предизвикаат некакви промени, гасови во однесувањето на бебето. Сите ти детално ќе ги разгледаме. Сите тие детално, да. Ова што го споменавте дека го потикнува лактацијата, хмелот, јачменот, сето тоа го има во пивото. Дали безалкохолно пиво може би била добра идеја за жените кои што дојат? Безалкохолно пиво пијат многу дојлките. И многу од нив знаат да кажат јасно на вистина, осеќам дека после испиена една чаша на пиво или пола чаша на пиво има стварно наплив на млекце. Ова зборуваме за во првите 6 до 8 недели додека се развива лактацијата, значи во период на развој. Потоа они знаат кога ќе се стабилизира целиот тој процес, кога веќе градите се спласнати, помирни, они го осеќаат напливот на млеко, особено летно време кога јадат многу лубеница, диња, ако се напијат некоја чаша пиво или ако внесат повеќе течности заради жешкото, навистина осеќаат дека градите се малку пополни. Меѓутоа, тоа исто така се должи конкретно за во летниве месеци и на зголемената побарувачка од страна на бебето. Значи, ние можеме сето ова да го земеме во предвид, меѓутоа пак да се навратиме на физиолошкиот дел од механизмот на продукцијата на млеко, дека побарувачката од страна на бебето, односно честите подои, се основата за зголемување на продукцијата на млеко. Значи, колку бебето почесто цица, толку повеќе млеко ќе има мајката. А што е со кравиото млеко? Има ли вистина дека жената треба да пие млеко за да има повеќе млеко? Не, нема, апсолутно, тоа е баш мит. Затоа што има одредени земји кои што воопшто кравиото млеко не е составен дел од исхраната. Значи, кравио млеко и производи од кравио млеко не конзумираат. Да речеме одредени делови во некоја земја и така натаму, заради икс верувања кои што они ги имаат, и пак тие земји отстапуваат во однос на стапката на доење. Значи имаат значително малку поголема стапка на доење за разлика од другите земји. А дали жената сепак треба да внесува малку повеќе калциум? Ако добро се храни, зборуваме за добро избалансирана исхрана со редовни оброци кои што не мора да бидат, нели,
големи по количина, туку треба да се внимава на калорискиот внес. Една доилка треба да внесува 300 до 400 калории повеќе од она што го внесувала претходно. Бидејќи за самата продукција на млеко се трошат калориите. Јас стално им велам, вие можеби малку внесот на калории ќе го зголемите, но тоа не значи дека тоа ќе се одрази на на зголемување на телесната тежина кај вас, бидејќи со самото доење се трошат калории. Ако има добро избалансирана исхрана, не треба да внесува дополнително количество на калциум. Дневно една доилка треба да внесува од 1000 до 1300 милиграми на калциум, со тоа што ако ние внесуваме продукти кои што го содржат калциумот, веќе тој внес е обезбеден. Единствено малку дополнително количество на калциум внесуваме во период ако во текот на доењето мајката добие циклус. Тука внесот на калциум и на магнезиум треба да се зголеми. На калциум од 500 до 1000 милиграми на ден, а магнезиум од 250 до 500 милиграми на ден. Постои ли опасност кај жената што дои калциумот да се извлече од коските, од забите? Не. Затоа што самото доење ја штити мајката од остеопорозот. Значи тоа е уште еден мит. Да. Сега исто така велат, колку повеќе вода, толку повеќе мајчино млеко. Дали тоа се случува по автоматизам? Доволен внес на вода, доволно млеко. Тоа значи дека мајката во текот на денот треба да внесува 2 до 3 литри течности, а во летниот период може 3 до 3,5 литри течности. Изголемениот внес на вода нас ќе ни се одрази па на другите органи, оптеретување на бубрезите, за филтрација и се останато. Така што пак ќе се вратиме на она. Доволна количина на вода, доволно млеко и најважен момент е редовна стимулација и празнење на градата од страна на бебето или по потреба со измолзување. Така, значи доење на барање и постојано бебето да биде на града. Кога сака и колку сака. Ќе се обидеме да разјасниме уште неколку митови кои што се поврзани со исхраната и доењето. Ќе се задржиме уште малку на чаевите. Дали чаевите ги препорачувате? Чаевите за доење ги препорачувате кај доилките? Кај доилките, да. Кај поголемиот процент од доилките со кои што јас сум работела, особено во првите 6 до 8 недели, користиме дел од чаевите за лактација. Исто и они содржат билки кои што делуваат на зголемување на продукцијата на млеко. Ким, грчкото семе, анасонот, сето тоа се билки кои што можат да поттикнат стимулација на млеко. Но јас секогаш им велам, ние можеме секакви суплементи да користиме, па дури и медикаментозно со одредени лекови. Меѓутоа, пак ни е многу важно да имаме редовно празнење на градата, затоа што само така се активира целиот тој хормонски ланец кој што поттикнува зголемена продукција на млеко. Бидејќи они некогаш знаат да кажете, па јас ќе пијам се ова, да надојде повеќе млеко, па ќе го ставаме бебето да цица. Бебето веќе кога ќе се научи на шишенцето, многу потешко ние ќе го вратиме на града. А од друга страна ние ништо не сме направиле затоа што немаме правилна стимулација. Во такви моменти, да речеме, ке мајките на предвремено родените бебиња користиме се што ни е на располагање од суплементи и измолзуваме по одредена шема, го немаме тука бебето, меѓутоа пак даваме на еден начин сигнал на градата дека треба да ја зголеми продукцијата на млеко. А кај термински родените бебиња, кога веќе го имаме бебето, тогаш работиме паралелно и да зголемуваме продукција ако се уште не е добро развиена лактацијата и истовремено бебето да цица. Секако ние секогаш успеваме во доењето не по цена да го прегладнеме, но не и по цена да го прејадеме. Значи количински ако треба да се додава, додаваме минимално колку што како количина како кога би цицало, ама сепак првично бебето да цица, па после тоа ако треба да се додава, истовремено со сите оние чаеви и билки кои што можат да поттикнат создавање на мајчино млеко. Ќе ги вклучиме јасни гледачите. Од овој момент почитувани емисијата е контактна, ги очекуваме вашите прашања поврзани со темата на која што говориме. Има навистина голем број на митови, би бил убаво да бидат разјаснети. Дали кафето е на црната листа кај жените кои што дојат? Може ли се напијат една шолја кафе? Или две? Дневниот внес на кофеинот е 100 до 300 мг. Тоа е 1 до 2 чашички шолички чај, ова е кафе. Значи слободно мајките можат да пијат по една до 2 кафиња во текот на денот. Јас секогаш им викам, немојте навечер да се напиете, па ќе останете будни наместо да одмарате. Меѓутоа во текот на денот се плашат од сите оние ограничувања и се она што сме слушале и порано и сме читали се. Сега е многу послободно тоа во однос на исхраната и она што они можат да го конзумираат.
и они се плашат. Сега вика јас ќе дојам и значи не можам кафе, не можам благо, не можам да излезам, не можам буквално како мислат дека ќе треба да се затвора. Значи мајчинството не значи дека ние се изолираме од се она што претходно сме правеле. Ако имаат ритуална сабајле кој ќе станат да се напијат едно кафе, нив тоа буквално им е време за себе и тој половина час во денот секако е дозволен и слободно можат да си уживаат во него со една шолица кафе. Значи им грижата за себе е значена во овој период од животот. Точно, менталното, јас стално викам, менталното здравје на мајката мораме да го зачуваме. Иако во тој период се наоѓаат во тој ролер костер од емоции, хормони, дорека сето тоа не се стабилизира до 6-та недела, им треба момент за себе каде што ќе земат малку оддишка и јас што викам ќе се рестартираат за пак да го продолжат денот понатаму. Јас на новелот што јаде мајката, тоа јаде и бебето. Од тука, нели, потекнуваат стравовите. Што е со газираните пијалоци? Ако се засладени. Во доволна мера не е забрането. Значи се што е умерено, се што е умерено е прифатливо, да. Се што е умерено и што не е во голема количина е прифатливо. Многу од ограничувањата ги прават на почетокот, ова зборувам за нутриционистите и студиите во светот кои што јас ги следам и ги читам, се во однос на мајката. Да речеме, граф, зелка, грашок, боранија, леќа. Тоа се мешункасти плодови, легуминози кои што кога ги јадеме предизвикуваат гасови кај нас. Меѓутоа, за да може да се одрази сето тоа, било која храна кај бебето, значи мајката треба да ја внесува секојдневно во голема количина, па таа да се излачува тоа да се преработи, па се излачува во плазмата, па од плазмата се филтрира, се пренесува во млекото, па млекото кај бебето, па таму да се разгради, па дури тогаш да осетиме дека можеби некакво влијание има исхраната на мајката на бебето. Ако тоа се внесува во умерени количини, значи апсолутно нас не ни смета. Ограничувањата во првиот месец за мешункастиве плодови повеќе ги правиме заради мајката, бидејќи цревата нејзини се уште не се враќени во првобитната положба. Што велат оните, болат гради, те боли се уште раната, уште кога се најадеш гравче, кога ти се подува вика стомакот, не знаеш вика што попрво те боли и што попрво ти смета. И имав една мајка на часовиве што ги држам во бебелогија нутриционист. И она рече, све што кажа јасно е точно. Ние можеме да внесуваме граф во првите 2 месеци, по 60 до 80 грама. Ако вас тоа ви ги задоволува потребите за еден оброк, тогаш слободно можеме да си јадеме манчичка граф, која што нема да ги оптовари нивните црева, а најмалку па да влијае на бебето. Сега, постои одредена храна која што може да го смени вкусот на млекото, меѓутоа пак ја кажаме, и тоа треба да се внесува секојдневно во поголема количина, па дури тогаш да се одрази во вкусот на млекото. Значи не секоја храна го менува вкусот на млекото, само храна. Одредени продукти. Што е со лукот и кромидот? Лукот, кромидот, но пречи тоа на бебето? Знаат доста да го сменат вкусот на млекото. И сега, ако е во зачин, да речеме во вегета, например, секако го имаме дели од лукот и од кромидот, тоа не смета воопшто, не го менува затоа што е минимална количината на присутност на тој зачин. Ако јадеме секојдневно многу лута, зачинета храна, тогаш може делумно да го смени вкусот на млекото. Но викаат, што тврдат студиите, дека преку внесување на разни намирници, самото бебе веќе се запознава со вкусовите, кои што подоцна ќе бидат дел од неговата исхрана. Исто како што имаше забрани за берис овошето, бубинките, малините, капините, исто имаше забрана за висока алергената храна, меѓутоа по новите студии се советува, се советува и мајката во својата исхрана да ги користи сите алергени, дури во некои земји и цела оваа алергена храна кај децата се внесува и порано. Од 5-6 месечна возраст. Кога се почнува со пробување на вкусови, тогаш почнуваат и со висока алергената храна. А зошто и велат и на мајката? Затоа што преку млекото веќе бебето се сензибилизира со тие алергени. И моментот кога ќе ја внесе
таа висока алергена храна по претпоставка, нели, да речеме кикириките од кои што најмногу се плашат, веќе неговиот организам ќе биде сензибилизиран за тој алерген и да даде алергиска реакција ќе биде во многу поблага форма, за разлика од тоа ако ние одеднаш дадеме поголема количина кај бебе кое што никогаш не било во контакт со тој алерген. Значи паметно е трудницата да внесе кикирики во својата исхрана за бебето да биде сензибилизирано. И трудницата и доилката. Доилката се извинувам, тоа ми беше муабето, доилката. Затоа и студиите велат дека децата кои што се на доење се многу поретко алергични на точно, затоа што и кикирики воопшто на кикирики. Да, и самото доење ги штити нив и од алергии. Зборуваме за респираторни алергии и од алергиите од храна. Споменавте дека некои продукти го менуваат вкусот на млекото, меѓу нив и алкохолот. Што тоа значи? Смее ли жената се напие чаша црвено вино или пак чаша пиво кое што содржи алкохол во себе? Алкохолот, нели велат, не е нешто кое што може да го конзумира и смее да го конзумира доилката, но вика доколку во одредена ситуација, причина, прослава и така натаму. Доилката се напие една чашка алкохол, времето за елиминација на алкохолот од организмот е 2 часа. Значи, она што некогаш го добиваат како совет, напи се, измолзи се и фрли го млекото, нема да помогне да го изфрлиме алкохолот од организмот. Значи, треба да поминат 2 часа, за да самиот алкохол се елиминира од организмот. Значи, мајката ако се напие една чаша вино, веќе после 2 часа може да продолжи со доење. Да. Без измолзување, без фрлање на млекото? Без измолзување и без фрлање, да. А има ли продукти кои што ја намалуваат лактацијата? Односно го намалуваат количеството на млекото? Да, жалфијата. Жалфијата, значи, нането. Треба се внимава кои чаеви се пијат. Да. Нането? Нането, да. Нешто што толку звучи смирувачки, безопасно. Точно, да. Меѓутоа, нането многу помалку за разлика од жалфијата и жалфијата ние доста често ја користиме кога доаѓа момент на одвикнување, за да избегнеме намалување на продукцијата на млеко со медикаменти. И жалфијата доста често ја користиме ако имаме полек спонтано намалување на подои, целиот тој процес се одвива малце подолг временски период, не во денови, збориме во 2, 3, 4 недели, тогаш жалфијата доста ни помага за намалување на продукцијата на млеко. Јасна има вистина дека доколку доилката конзумира цитрусно овошје, бебето може да добие исип во пеленската регија? Не, напротив се препорачува да конзумираат овошје и зеленчук. Цитрусните овошја се оние кои што изобилуваат со С витаминот и имаат антиоксидативно дејство, значи се препорачува мајката да конзумира. Они си имаат некој ред и некоја рутина, повеќето од нив не се бајле сецираат, да речеме, по еден цитрон, по еден портокал и нормално тоа го разредуваат со вода како сокче. И сега вика, јас не смеам тоа да го внесувам. Смее. Ништо не е ограничено ако е се во нормална и умерена количина, ако гледаме дека не дава никаква реакција кај бебето. Ако приметиме дека нешто дава реакција, секако дека би се запрашале од што би можело да биде. Сега како изгледа моментот кога кај бебето може би се јавува реакција од некој продукт или намирница што мајката ги внесува преку исхраната? Најчесто се врзуваме, ова прашање го врзуваме со тоа дали ќе има појава на колики кај бебињата, односно дали исхраната ќе предизвика гасови кај бебињата. Грчеви. Со студии не е докажано дека храната може да предизвика гасови кај бебето. Може би дел од намирниците кои што мајката ги користела можат да предизвикаат алергиска реакција кај бебето. Најчесто тоа го поврзуваме со на интолеранцијата кон лактоза, алергијата кон кравиот протеин. И тука веќе дава алергиска реакција, дали во вид на осип, дали во промена на столицата, бојата, конзистенцијата, присуство на крв во столицата. И тука веќе кога ќе се консултираат со педијатар, педијатарот почнува да распрашува што мајката внесува во исхраната, колку често тоа го внесува. Обично, сите сме љубители на млечните производи, меѓутоа многу поголем внес на млечни производи или застапеност на млечните производи во исхраната на мајката може да даде таква интолеранција на лактоза кај бебето, меѓутоа тоа е привремена состојба. Тоа не значи дека целиот негов живот ќе треба да избегнува млечни производи и самото бебе. Па тука малку се ограничува внесот за да се види дали реакцијата ќе се смири или не е од тоа, па се претпоставува. Сомнителната намирница се исклучува одредено време, се следи одреден временски период. Сега во однос на тоа колкав е периодот на елиминација на
тој алерген кој што може би предизвикал алергиска реакција, или колку таа состојка од храната на мајката стои во организмот на бебето за да чекаме да спласнат симптомите кои што сме ги забележале претходно, тоа може да биде индивидуално од неколку дена до неколку недели. Викаат во просек некаде од 3 до 5 дена, меѓутоа па и некои бебиња подоцна реагираат на нешто што мајката веќе подолг временски период го конзумирала. Значи не секогаш значи дека на низиниот прв, втор, трет внес бебето ќе појави алергиска реакција. Може дури подоцна да појави алергиска реакција. А кога зборуваме за грчеви и раздразливост кај бебињата, особено во првите месеци, тоа е присутно кај повеќето. Како сега доилката да знае дали тоа е поврзано со незината исхрана, со некоја намирница што е внела, или пак едноставно коликите си се дел од развојниот процес на бебето? Навистина се дел од развојниот процес на бебето, бидејќи експертите во светот што работат на поле доење постојано го потенцираат тоа дека исхраната на мајката нема влијание на појава на гасови грчеви кај бебињата. Е дел од развојниот процес и се уште точната причина не е откриена зошто настануваат коликите кај бебињата, меѓутоа се смета дека заради незрелост на дигестивниот систем, ненаселена нормална микрофлора која што се населува во првите 3 месеци, ако несоодветно е поставено бебето на града, па голта воздух, ако цица преку силиконска брадавица или пие млеко преку шишенце, па голта воздух, е зголемен внесот на воздух кој што предизвикува гасови посам тоа кај нив. Тоа може да бидат причини кои што ќе предизвикаат гасови и гасовите ги предизвикуваат коликите кај бебињата. Не сите бебиња имаат колики и кај сите не е подеднакво изразено тоа. Има бебиња кои што само ќе се стегаат и така на тој начин ги манифестираат. Има бебиња кои што одеднаш почнуваат да плачат и буквално самиве родители, ако стално се плашат, викаат: "Ама дали ние ќе знаеме да ги препознаеме коликите?" Ги препознаваат затоа што го препознаваат плачот, бидејќи одеднаш почнува вриштење, црвенење, жар во лиценцето, испружено џиње собира, испружа собира и како ќе му попушти стомачето, така се олабава. Дури може и од спиење да го разбуди да се олабави. Така да мора да бидат, јас и на часовиве што ги држаме и на пациентите на работа им викаме, тоа е дел од развојниот процес. И мора да го прифатиме како така. Они даваат капки, алтернативна медицина се користи, водичка од ким, топло на стомаче, буквално пробуваат се. Кај некој успева да се смири таа симптоматологија, кај некој со ист интензитет трае 6-8 недели, после оној пикот што го имаме 5-6 недела и после тоа ќе спласнат, меѓутоа е долг временски период, а они сакаат да му помогнат на бебето, иако некогаш применуваме буквално се и не успеваме да добиеме посмирено бебе, туку едноставно мора да помине тоа дорека да созрее дигестивниот систем. Дали е точно дека колики почесто се вуваат кај бебињата што цицаат на барање, односно кога сакаат се на дојка, во споредба со оние кои што цицаат според часовник? Например, на 2 часа? Не, нема никаква поврзаност. Дела да се свари млекото, па потоа повторно да цица, вака млеко врз млеко. Мајчиното млеко се вари за 25 минути. Аха. И е лесно варливо. Во никој случај не може да направи толку големо преоптеретување. Има исклучици кај бебиња кои што премногу количински внесуваат за возраста, затоа што мајката има одлично развиена лактација уште на самиот почеток. Често цицаат, многу цицаат и тука веќе плачат зашто се прејадени. Не дека имаат гасови или колики кои што се поврзани со оној дел од развојниот процес кај нив. Сега, ако гледаме дека тоа навистина му смета, тогаш даваме совет на мајката, ако може малку да ги разграничи подоите, барем да се на саат и пол 2. Меѓутоа, ако градата е единствено место кај што може да го смири, тогаш слободно ќе си го става на града, бидејќи они во тој случај не јадат како за оброк, него цицнува 5-6 пати и се смирува. Затоа што градата му е на негој комфорт зона и му е само место кај што се храни. Место за утеха. Да. Ке се вратиме на исхраната. Предпоставувам дека дел од жените што дојат ви го поставуваат прашањето кога би можеле да започнат диета за да ја нормализираат телесната тежина. Па смеат ли да се држат диети додека се дои бебето? Дали рестриктивната исхрана може да доведе до намалена лактација? Кај некои мајки се има одразено рестриктивна диета или несоодветен план од нутриционист,
за намалување на продукцијата на млеко. Во изминатава година имав 2 такви мајки кои што имаа стварно солиден развој на лактација и веќе после 3-тиот или 4-тиот месец навистина беше намалена продукцијата на млеко, што мене не ми се веруваше додека не се видовме, и кога више почнавме да разговараме што може да доведе до тоа, дали би ја нашле причината, кажаа дека имаат план од нутриционист за намалување на телесната тежина, меѓутоа планот беше доста рестриктивен и многу оскуден со намирници кои што они треба да ги внесуваат секојдневно. Секако дека можат да имаат некаква диета не значи гладување, туку значи добар план од нутриционист за исхрана, каде што ќе биде запазен калорискиот внес на мајката и протеинскиот дел. Нормално, витамините и минералите секако се затапени во овошето и зеленчукот, и тоа не верувам дека некоја диета би го отстранила од списокот на намирници кои што можат да ги консумираат. Че они можат и физички активности и да вежбаат. Малце поголем внес на течности во тој период, час-два дорека вежбаат, бидејќи секако се потиме. И ако користат ако сакаат да бидат на некаков план за намалување на телесната тежина, да се консултираат со нутриционист, за да можат да бидат запазени сите тие неколку ставки. Инаку е здраво, што велат, колку е здраво мајката да намалува во телесната тежина во текот на месецот, значи по половина килограм неделно, тоа би значело 2 килограми месечно, може една доилка да намалува во телесната тежина, и тоа ако е синхронизирано со добар план за исхрана, нема да се одрази на продукцијата на млеко. Некои доилки тврдат дека ослабеле додека дојат и сметаат дека доењето всушност е своевидна диета, други тврдат па дека се поправиле бидејќи добиле совет да јадат повеќе. Треба ли да јадат повеќе жените за да имаат квалитетно и доволно млеко за своето бебе? Количински не треба да јадат повеќе, тоа е еден од митовите, како порано што кажуваа нашите баби, да јадеш за двајца. Да, ако имаш близначиња, јадеш за тројца. Не, значи доволно колку што внесувале претходно, само плюс 400 до 500 калорија, тоа е нешто, некоја намирница. Значи плюс 400 до 500 калории. Да. Меѓутоа не треба да не мора тоа да значи количински многу. Они и немаат апетит првите денови. Еве, јас од искуство од мајкиве што работам, сите, бабите се тука на помош, партнерот е тука, секогаш, и вика, ама не ја да ич, може би затоа, вика, поспоро надоаѓа млекото. Лактацијата е сосема поинаков механизам, самиот развој на лактација е поинаков механизам. И тоа што на првите ден-два нема да внесува 3 оброци и 2 ужинки, нема толку многу да се одрази, меѓутоа се борат со апетитот во првите 3-4 недели. Тоа го кажувам од искуство, од оно што го следаме во овие 6 години како што работам како консултант за доење. И јас им викам, не мора да јадете количински многу. Направи си еден протеински шејк, за да барем протеинскиот дел го внесеме, па подоцна кога ќе малце се разбуди апетитот, кога ќе спласне заморот, кога малце од малце ќе се стабилизираат работите, они почнуваат да си јадат. И да се слабе, затоа што се трошат калории за доењето. И ги гледаме пациентите во ординација ке нас мајкиве како доаѓаат на месечните контроли, навистина се послаби и послаби. Сега секако бебето расте е позахтевно во однос на обврските, меѓутоа и самото доење троши, бидејќи за производство на млеко се трошат калориите. Значи на почеток е најдобро протеински шејк, доколку апетитот е слаб, иако повеќето жени земаат засладени сокови, сок од јаболка обично. Дали навистина има ефект? Ако јаболкото беше галактогог и стимулираше создавање на мајчино млеко, ќе го јадевме јаболкото. Волуменскиот внес, литар што го внесуваат, е тој што допринесува за стимулирање. Не за стимулирање, туку за продукцијата на млеко. Значи, оно што го кажуваме, треба да внесуваат 3 литри течности во денот. Они се толку убедени дека сокот од јаболка или ледениот чај од праска прават млеко и пијат по 1 шише на ден сок од јаболка и 1 шише леден чај од праска. Тоа се 2,5 литри течност. Аха, течностите се всушност тајната. Да.
И сега има мајки кои што вика јас по една-две чаши си пијам, ама од секогаш сум пиела сокови и ме освежува ладен кога ќе се напијам. Тоа е во ред ако мајката сака и го конзумира. Но нема потреба со сила тоа да го внесува. Нема потреба со сила да го внесува. Има некој вика не можам веќе со соков, устата ми лепи, шеќер многу има, значи викам не мора, освен ако ти не сакаш. А дека мора, не мора, доволно е вода да се пие. Сосема е доволно вода да се пие. Значи доволно вода да се пие, да има трудницата нормална исхрана со плюс 400 калории во текот на едно деноноќие и бебето што почесто да го поставува на дојка. Што значи тоа што почесто? Кога сака и колку сака. На почетокот... Што ако сака постојано? Затоа што во првите недели понекогаш бебето не ја испушта брадавката од градата. Во тој случај си ја бара топлината. Ако сите други параметри се добри, зборуваме бројот на мочкани пелени, бројот на какани пелени, добар напредок во тежина, гледаме дека мајката има одлична лактација, тоа значи дека бебето си ја бара близината. И јас секогаш им велам не ги лишувајте од тој миг, бидејќи они многу брзо ќе пораснат и овој миг нема да се врати. А навика дека ќе му направиме, дека го држиме цело време во раце, нема да му направиме навика, бидејќи они се уште се толку мали и не можат да меморираат ниту да запамнат нешто што понатаму би им преминало во навика. Велат ништо до 4-тиот месец што го правиме, нема после тоа на бебето да му биде навика па да бара постојано да биде во раце. Они никогаш само ја бараат градата за да заспијат. И знаат мајкиве да речат, до сега цицаше супер, го слушав, голташе, подригна малку и сега пак сака да ја награда. Да, сака да заспие со градата. И да тоа се практикува тоа е прифатливо? Во почетокот, да. Но знае подоцна да создава проблеми. Некогаш да, меѓутоа најчесто создава проблеми во тој период во скокови во развој. Пак е тоа период од нивното растење, созревање. И зашто велам јас до 6-тиот месец е период кога треба да бидеме трпеливи и ако нив ги следиме и реагираме на нивните потреби, многу полесно поминува сето. Тоа и помалку е стресно за мајката и во тие скокови во развој, полесно за заспивање, полесно ги надминуваат сите тие периоди. Бројни се подоите на почетокот затоа што нив и желудничето им е мало, растен или постепено. Градата произведува помалку, согласно колку се неговите потреби. Брзо варливо мајчино млеко и затоа они имаат чести подои. Јас кога им спомнам дека во првите 3-4 недели можат да имаат 12 до 18 подои, они зачудено ме гледаат. Ама викам ти во овој час додека седиш со бебе имаме веќе 3 подои, бидејќи бебето цица, па ќе одмори 10-15 минути, па пак продолжува да цица. Значи тука веќе се 3 подои, тоа не значи дека 18 пати на саат време ќе биде вика како ќе постигне толку кога ќе спие. Спие. Дел од времето кога се одмара, кога е на града, бебето си спие. Важни се ноќните подои? Да, на почетокот да, важни се ноќните подои. Што тоа значи ако бебето не се буди навечер? Дали треба да се разбуди и да се стави на дојка? Во почетокот, ако бебето има физиолошка жолтица, задолжително мора да го будиме. Се до прв преглед на педијатар, додека не го видиме напредокот во тежина, не видиме колку внесот на мајчиното млеко ги задоволува неговите потреби и дали самата жолтица е веќе намалена. А ако потоа гледаме дека мајката има добро развиена лактација, одлично воспоставен контакт со бебето, добар напредок на бебето во тежина, тогаш немаме потреба да го будиме ноќе. Барем 3-4 сати може мајката да врзе, затоа што и на нејзи треба да врзе, бидејќи ноќе се лачи пролактинот, хормонот кој што ни е одговорен за продукцијата на млеко. А како да го разбудат? Да го разбудат бебето што спие? Бебето што спие, што има жолтица, малку потешко го будат. Со расоблегување, ладење со влажна марамица, под чешма со вода, мора да најдат начин. Кога станува збор за бебе кој што има физиолошка жолтица. Доколку нема потреба да го будат. Нема потреба? Не, ако добро напредува и се и во ред, еден подој може слободно да го прерипаме, затоа што оно преку ден ќе цица почесто, па така ќе си го надокнади волуменскиот внес за 24 часа. Многу често знаат да добијат совет, будете го и ноќе првите денови, меѓутоа бебето спие. И самите родители кажуваат, што се не направивме, ние не го разбудивме, вика. И го оставивме, дури после 1 час стана самото. Значи има потреба да го местат часовникот навечер на 1 час, на 2 да звони за бебето да цица? Веќе после полноќ, јас се викам после полноќ, слободно можете 3-4 часа да го оставите,
после ќе зачести, може нема да цица на 2 часа, ќе цица на час и пол, меѓутоа ќе си го надополни оној волуменски внес, ама од друга страна и мајката ќе има врзан со оно 3-4 часа, кој што секако е важен. Дел од мајките се измолзуваат. Сега, дали млекото што го измолзиле наутро, може да му го дадат на бебето навечер и обратно. Млекото што го измолзиле навечер, да го дадат наутро. Кога се веќе споменавте, има хормони кои што исто така се излачуваат во мајчиното млеко, кои што влијат на будноста, на оној циклус. Така, сабелешното млеко, утринското, што викам јас од глувото доба во ноќта, 3-4 сабајле, до 6 попладне, изобилува повеќе со кортизол, хормон кој што ги буди, им дава расположение и се. А после 18 часот попладне, концентрацијата на мелатонинот во млекото е поголема, нели, за да може да ги успие, смири и така натаму. Сега, ако мајката измолзува, не е проблем да даде. Оти некогаш, нели, собираме за да додадеме, ако има потреба за да избегнеме да даваме дохрана. Меѓутоа треба да пазиме со она што е вечерното, попладневното, вечерното млеко. Ако ние го дадеме во текот на денот и бебето малце повеќе не спие, не треба да се плашиме. Секако е тоа заради мелатонинот. А кога складира, јас секогаш задолжително им викам да назначат на кесичката. Зборуваме за замрзнување на мајчино млеко. Да назначат на кесичката дека е измолзено млеко после 18 часот. Значи 8 датум да наведат и час во колку е измолзено. Барем да знаат кога ќе го вадат, кога имаат потреба, нели, да го остават бебето, па некој да им даде, или ако го користат понатаму за подготовка на кашички, да знаат барем од кое млеко ќе извадат и кога да го дадат. Чисто заради тоа, ако им биде поспано, да не се плашат зашто е поспано бебе. Дали е проблематично ако мајката е вегетаријанец и не внесува доволно протеини, а дои? Како тоа ќе влијае на бебето, но и на мајката? Има доста мајки вегетаријанки кои што дојат, да, и они многу често прашуваат за во однос на ова. Треба да се контролира концентрацијата на витаминот B12 и доколку ке бебето таа концентрација е намалена, тогаш мајката треба да зима суплементи од витамин B12. За да не биде тоа нели све многу стресно за нив на почетокот, ние секако ги советуваме B12 да внесуваат, па кога малце понатаму ќе подпорасне бебето да се провери таа концентрација на B12 кај бебињата. И нормално да внесуваат храна која што е богата со железо, калциум, за да може да го надополниме оној внес кој што нели го губиме ако не се внесуваат продуктите од животинско потекло. Инаку воопшто не пречи мајка вегетаријанка да дои, само треба да се запази внесот на B12. А смеат ли да се внесуваат лекови за време на доењето? Да, смеат. Групата на лекови кои што можат да се користат во периодот на доење е огромна споредбено со тие кои што се контраиндицирани со доење. Бидејќи многу жени го прекинуваат доењето преку ноќ кога ќе биде препишана одредена терапија. Да, знам, такви се уште совети добиваат и во однос на рентген снимките, и во однос на снимање со магнетна резонанца, компјутерска томографија, поправка на со анестезија и така натаму. Има веб страни кои што се со база на податоци, тоа се акредитирани страни. Тоа е таа фармакологија во доење гранка која што работи во континуитет и постојано базата се надополнува, каде што и они самите можат да проверат. Ние секако имаме книги кои што исто така нонстоп се надополнуваат и нонстоп купуваме нови ревидирани изданија за да можеме да ги следиме сите тие нивни препораки. И убаво би било кога ќе се предложи такво нешто да се провери. Бидејќи најчесто прашањата, еве јас конкретно од искуство се, да речеме, ако мајката се настина разболи да прима антибиотици или ако има некоја уринарна инфекција, ме советуваат да не дојам. И бебето ако се разболи ќе прима антибиотик. Значи има одредена група на антибиотици која што е доста широка палета, која што мајката може да користи во тек на доење и тие лекови не сметаат на бебето, нема да има никаква нуспојава кај бебето. Значи сето тоа може да се провери на одредени веб страници. Да се внесе лекот и ќе се добие конкретна информација дали е се добива компатибилен со доењето или во доколку не има заменски. Да, има и сето има заменски опции. Има 5 групи како се класифицирани лековите. Значи слободно може да се користи што викаме лесна, блага, може би да има некои благи нуспојави кај бебето, друг лек опција. И најдолу имаме секогаш алтернативно решение.
Ако не тој лек, значи лек кој што има иста дејство, само е малку поинаква група со помалку нуспојави кои што ќе се појават кај бебето. И сето тоа може да го проверува секој и не треба да престанува доењето ако мајката сака да продолжи со доење заради некои лекови кои што може да ги прима во тек на доење. Така, значи многу е важна точната информација во тој период додека дои. А дали може да дои додека е болна, додека е настината? Постои ли ризик да му ја пренесе болеста на своето бебе? И тука е уште една дилема се јавува. Смее да дои слободно, затоа што мајката преку мајчиното млеко пренесува антитела кај бебето, кои што го штитат од вирусот, бактеријата, која што е веќе... Значи мајчиното млеко всушност го заштитува? Да, го заштитува бебето. Има потреба да носи маска на лицето? Нема потреба да носи маска. Слободно, значи, да дои? Слободно може. А да спие покрај неа или сепак да биде во друга просторија? И да спие покрај неа. Секако ако киве, ако кашла, сигурно нема директно да киве и да кашла во него, меѓутоа го дои блиску се. Мајчиното млеко е тоа кое што го штити бебето. Така, најдобра заштита и најдобра храна, совршена храна за бебето. Да. Сега, моето последно прашање ќе се однесува на тоа дали на вистина исхраната има толку силно влијание врз млекото, врз продукцијата, лактацијата, па и неговиот квалитет, ако се земе предвид дека жените во Африка немаат достапност ниту на храна, ниту на вода, сепак дојат со години. Каде е вистината? И да знаете дека во тие земји е најголема стапката на доење. Дека тие земји доминираат секогаш над Северна Америка и над Европа. Значи, во Руанда, по последните статистички податоци на Global Breastfeeding Collective Score, Руанда, Бургунду и Шри-Ланка се над 82% ексклузивно доење во првите 6 месеци. 82%? Да, над 82%. Руанда е 86%, да, Шри-Ланка и Бургунду. Станале мајки дојат. Да, сите дојат, значи ексклузивно доење во првите 6 месеци. А какви се? Најниска стапка е Северна Америка и Европа. Колкави се стапките? Многу ниски. Многу ниски. Многу. Под 30%. Убедени се повеќето жени дека нема доволно млеко, тоа е нивниот најголем страв. Недоволната информираност доведува да доминира маркетингот на суплементи за замена на мајчиното млеко. Во Африка немаат маркетинг што можат да го следат. Немаат социјални медиуми кои што, преку кои што фирмите кои што произведуваат адаптирано млеко можат да имаат влијание врз нив. Кај нив, да, они се со помалку храна, посиромашна храна, меѓутоа добро се хидрираат и бебето е нон-стоп награда. Затоа имаат успешни доенечки приказни, затоа што физиолошки стимулацијата е баш таква како што треба. Така, велат и бебињата помалку плачат таму, посмирени се, бидејќи има и контакт кожа на кожа. Да. Треба да се вратиме очигледно кон природата, кон Јас секогаш тоа ги советувам. Она што е суштината на мајчинството. Тоа е природен, нормален, физиолошки процес. Развојот е 4 до 6 недели. Тука треба да сме упорни, тука треба да сме трпеливи. Контакт кожа на кожа со бебето, доење на барање, редовна избалансирана исхрана и доволна хидратација на мајката. Тоа се неколку основни работи кои што ќе ни обезбедат успешна доенечка приказна. И ако мајката сака да дои, а сепак или не е сигурна во себе или добива разни совети од други места, треба да се консултира со стручно лице за да може сите дилеми да ги разреши и да си оди кон патот на успешна доенечка приказна. Може ли да биде сигурна дека бебето исцицало доволно? Може. Првите денови не се многу сигурни, ама после една консултација им се враќа само до вербата. Како знаат, еден совет на крајот од денешната емисија, како се препознава? Задоволно бебе, со добар број на 5-6 мокри пелени во текот на денот, златно-жолта боја на изметот после 7-8 ден, веќе ги задоволува критериумите дека бебето добро се храни. И нормално, кога одат на педијатар, да имаме соодветен напредок на тежина согласно возраста на бебето. Бидејќи и тука многу знаеме да им ги малце само до вербата на мајките да им се размрда кога ќе видат мал напредок. Значи ние не очекуваме голем напредок од бебе кое што во првите 2 недели има желудниче колку цреше и колку орев.
Значи, тука напредокот е доволно да физиолошки вика дека треба бебето во првите 2 недели да ја врати родилната тежина. Вторите 2 недели се период кога и самата продукција на млеко градата ја зголемува и желудничето на бебето повеќе собира и веќе бебето малце поснажно за да може да истица и поголема количина на млеко и веќе во вторите 2 недели имаме доста поголем прираст на телесната тежина која што ни го компензира целиот месец и така имаме еден убав прираст во првиот месец каде што веќе мајката си верува во себе и си продолжува понатаму следејќи си го инстинктот. А паметно е на почетокот бебето да се надои, потоа да му се додаде малку адаптирана формула за мирен сон на мајката пред се или не? Ако има потреба. Ако има потреба, ние кога ќе дојде некоја мајка и кога ќе рече цело време сме на доење, ма јас само навечер еднаш му даваме. Колку му даваш? 30 мл. Викаме тие 30 мл се за твој мир. Бебето не може да има ваков напредок, секој ќе го измериме више и сумираме се. Викам не може да има ваков напредок од 30 мл. Да. Ама што знам така некако. Да не давам, да не даваш и толку. Некогаш треба само малку да ги охрабриш, дека тоа што го даваат многу повеќе влијае, може да се одрази и на варење на храната и малце да се пореметат цревцата и да има гасови и се. Грчеви да создаде. Отколку што тебе ќе ти допринесе, односно на бебето ќе му допринесе за прираст во телесната тежина. И да заклучиме на крај дека не постои листа со забранети намирници или има? Не постои листа со забранети намирници, освен ограничување со луто, многу зачинето и алкохол. Аха, значи луто, многу зачинето алкохол. Цигари, тоа се подразбира. Значи алкохол не, луто и зачинато во умерено или не? Умерено во зачин, ако е. Во зачин. Само во зачин. Да. Али дополнително еден сос, уште еден сос, го менува вкусот на млекото. И кромит лук во исто умерени, да. само како зачин. Така. Претпоставам дека сето ова беше исклучително корисно за нашите гледачки, кои што дојат. Уште не ве прашав коцка чоколада. И тоа е дилема, дали да се земе чоколада или не. Може, не само коцка, може и повеќе од чоколадата да се земе. Мора да се внесуваат и шекери. На мајка ти се потребни шекерите заради малце енергија. И какаото, меѓу другото, е извор на калциум. Да, и на железо. И на железо исто. Така што какао можат исто да си пијат по едно какао во денот, слободно. Така, значи само слободно и опуштено. Да, што поприродно. И спонтано. Така, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани Јасна Апостолски Николов, сертифициран меѓународен консултант за доење од Бебелогија, беше нашата денешна гостинка во магазинот за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Гледајте не секој работен ден на тема во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам убав ден.